Драги пријатели на еден, ова е емисија посветена на загинатите во кобната вечер на 16 март, да им одадеме почит ним и на нашиот одличен пријател Андреј со една компилација од неговите гостувања и воедно да се поздравиме и од другите членови на бендот кои исто така ни биле гости низ годините: Филип, Ѓорги, Сара, Андреј, Игор и Буцо. Би сакал оваа емисија никогаш и да не постоеше, би сакал и така сиромашната со млади души Македонија да не загуби младост таа вечер. Андреј и Панчо, слободно ќе кажам, се едни од најверните пријатели што ги имал еден на еден. Еден куп пати биле гости наши во овие 16 сезони, секакви зафрканции сме правеле, специјални шпици, пародии, скечеви, најави, од најпрвата еден на еден сезона до сега. И додека бев уредник во А1 телевизија предходно, и тогаш многу се дружевме и редовни гости беа во А1 ексклузив, направија химна за А1 и А2 телевизија, сум им гостувал по спотови, што се не. И еден лош збор не сме си кажале никогаш, максимална почит сме имале. Ретки луѓе се тие од познативе кај нас што се такви. И секогаш кога и да некој од нас побарал нешто, другиот го давал тоа така да капа доле. Такви луѓе, пак ќе речам, се навистина ретки. Се молам за закрепнување на Панчо, нека му даде Господ сила да застане на нозе. Несватливо голем камен е врз него и дај Боже да има енергија да го износи. А за Андреј, не ми се верува дека треба да кажам беше, но Андреј беше човек со големо срце, насмевка, многу фин хумор, често на своја сметка и многу убава енергија. Скоро заедно снимавме за јубилеот 60 години од основно училиште Димо Хаџидимов, јас како поранешен ученик во школата, а тој како родител на детенце што учи во Димо Хаџидимов и кој за жал останува без тато сега. Уште поскоро од тоа го снимивме за документарен филм за К15 што го продуцираме и беше пресреќен зашто зборуваше за своите колеги, тој беше дел од К15 и си помина прекрасно. И страшно е што од Андреј и од останатите треба на ваков начин да се простиме. Страшно е што огромни трагедии, поплави, пожари, сообраќајки и еден куп други случаи се чини како воопшто да не влијаат на колективното сваќање дека аматеризмот и некомпетентноста во општеството, неодговорноста, не носат надоле и на секое дно ни копаат ново, уште подлабоко дно. Тоа како да не можеме да го сватиме. Ние сме на дното по многу параметри, драги пријатели, но таму сме по сопствена волја и Бога ми по сопствена иницијатива. Ние ги имаме сите можни правила, прописи, закони и знаеме точно каков човек треба за директор таму, раководител ваму, менаџер онде, член на управен или надзорен онде. И во јавен сектор, и во приватен сектор, и секаде. Аматеризмот и некомпетентноста и неодговорноста не носат до тука кај што сме. Затоа што хартија на која се напишани правила и прописи кои никој не ги есапи и тоалет хартија не ги разликува баш ништо, освен текстурата и можеби квалитетот на самата хартија. И најмногу на свет ќе ми биде жал ако катастрофи од олкав размер не освестат малку да сватиме колку е општеството фрагилно и колку е поврзано и дека секоја наша акција има реакција. Секое пцуење на комшија, фрлена кеса на улица не враќа сантим по сантим наназад, додека од истите овие причини младите одат километри и километри подалеку од овде. Се ми се чини дека немаме полн капацитет да ги разбереме тие вистини и дека колективно порано или подоцна ќе си ја фатиме пак лопатата за да си откопаме уште едно ново и подлабоко дно. Се прашувам дали постои или не конечен број на несреќи, катастрофи, трагедии што ќе ги преживееме, за да сватиме дека ова не е случајност, туку ова е системски проблем на нашето општество. Одговор немам јас, имам само болка од трагедијата која ги снајде луѓе кои ги сметам за пријатели и болка која е секако миниатурна во споредба со таа на фамилиите, чии животи ќе се мерат со пред и после 16 март. Сакам барем еден човек да се запраша што можам јас да направам лично за да помогнам вакви нешта повеќе да не се повторат. И ако еден човек ја свати вистината и силата на ова што го зборувам и промени нешто кај себе, па тоа промени кај некој друг, кај трет, четврт, тогаш целта ми е остварена со сето ова и не го правиме залудно и не го зборувам ова за џабе. Почивајте во мир, Андреј,
Почивајте во мир останатите од ДНК, Филип, Ѓорги, Сара, Андреј, Игор, Буцо. Почивајте во мир и сите што заминавте премногу рано таа кобна вечер, сите погодени фамилии, ќе го мерат животот во пред и покочани, да им ја облажиме болката. Не можеме, можеме само како општество и како индивидуи што го чинат истото општество да си ја чукнеме главата и да направиме промена најпрво кај себе си, за да го промениме и општеството потоа. Ова е 1 на 1 епизодата посветена на загинатите од 16 март, на Андреј и ДНК. Перми, ДНК, само таа знае како. Амплак варијанта, жаре, 1 на 1. Да ја имам до мене, би направил ја се. Да ја имам до мене, ко едно знам би дишеле. Да ја имам до мене, да се будам покрај неа, кога доле сум на дното, да ми прави да се смеам. Боже, сакам да ја имам неа, секој ден до мене. Ке ја пазам, ке ја чувам, некој друг да не ја зем. Само да е до мене, знае она ми е се, зашто јас ја сакам од срце. Само таа знае како, таа знае како да ме сака, таа знае како, таа знае да ме љуби, вака вистина е, дека она ми е се. Не сум ја ист, кога не е до мене. Таа знае како, таа знае како да ме сака, таа знае како, таа знае да ме љуби, вака вистина е, дека она ми е се. Не сум ја ист, кога не е до мене. За тебе јас би изградил и нов Тадж Махал, би го порадил. Извини, од втора строфа ќе бъде. За тебе јас би изградил и нов Тадж Махал, би го подарил. Може да тераме така? За тебе јас би изградил и нов Тадж Махал, би го пронашол и дарил тебе светиот грал. Би продал ја се, би почнал повторно од нула, би ти изградил со голи раце Ајфелова кул. Кога тука си до мене, знае убаво ми е, родени еден за друг, ние сродни души сме. Само да е до мене, знае она ми е се, зашто јас ја сакам од срце. Само таа знае како, таа знае како да ме сака, таа знае како, таа знае да ме љуби, вака вистина е, дека она ми е се. Не сум ја ист, кога не е до мене. Таа знае како, таа знае како да ме сака, таа знае како, таа знае да ме љуби, вака вистина е, дека она ми е се. Не сум ја ист, кога не е до мене. Ајде, Андреј! Ете го, Андреј. Ти, например, си анксиозен од ова, он е анксиозен од авиони. А пее за авион. Како бе така? Добро, не бев акциозен од авиони, сега може би си чул некоја приказка што ни се случила. Тоа беше на настап наш пред некои 5-6 години, прв пат ја у авион влагам. И овој наместо да ме утеши ми вика, брат, сега се само пилотот и Господ, толку е. Чекај, Панчо ти го кажува првото влегување у авион? Ја викам стюардеса, викам донеси све што имаш од виски побрзо, да си олесно, ме е полесно, да. Али чути слетавме и све беше како што. Добар беше со тебе додека леташе така пијан, те чуваше? Ме чуваше, да, ме чуваше и кај ќе бег? Да. Многу беше добар, да ме прати директно место тоалет ке пилотот. Да. А мамбе, како беше тоа? Да ти кажам, имав муки со, нели, овој
Добро. уринирањето. Кога се си пиел, нормално треба да се изфрли. Баш кога мислам дека беше на слетување сите врзани, јас станувам ќе прснев. Не може да дочекам. Не е како со кола, застанеш ќе сакаш на ќош па да се Моментот олесниш. кога мора да си врзан, слетува авион. Слетува авионов. Јас се одврзувам, летам право и ми ка право шива. Е таму нели пише тоалет исто тука е. Да, бе, лево и десно тоалет, каму, да. право исто е влагање кај И ти влезе кај пилотот у кокпит. Трчаат стюардеси кај шо правите, како правите и така. Али ќути се олесни. Мама Панчево. Тоа е добра ситуација. Кај летовте? До каде? За Швајцарија. Тоа се Таму многу бевме. виски, абац. Као си имате упознаено всушност? Јубилеј правиме таман на нашиот концерт. Топ. Кога? Кој? 98 негде, 98 бачко. Значи 97. на концертот што беше голем во Метрополис, така? Да, не сега што ќе го правиме. Има, најавуваме нешто. Да. Добро. Тогаш ќе го правиме јубилеот наш 15 години денка и 20 години другарство. А како се Слушај, запознавте? и тоа ќе го соберам цел мој клас од средно, пошто така и се запознавме. Ја учев средно музичко и учев со неговата прва љубав, со кој што они беа 7 години во голема љубав. И една вечер она така вроди идеја да не однесе цел клас на журка, Цел кај клас што музичко. цел клас не средно, значи така, нашиот така. клас да, музичко А шо бара по он таму? И па не бара он ништо таму, не однесе кај што работи он работеше на Шанк таму, во еден кафич, не знам кај беше, у кој кафич. Дипломатик на време. Да, и тоаш имаше розева коса, имаше коса и беше розева. Фарбан, Да, па за тоа му фарбан. паднала ја. Таму се запознавме и од тоа сме... И те шо со овој група ќе прави. Ја му се јави. Он не ни знае како ние група направи. Прво ја имав бенд, TNT, тројца TNT, бевме, да, нели? имаше една во кои со Франц. боја, Да, позната Боја. песна. Минско легенда. поле, мислам, Минско поле ни бил најголем хит. Ја мајката. Там бе, разбираш. Ја знаете вие, ја знаете? Ама не ја знаат. Не може. Добро, и? Што да знаат, пред 30 години е песна. Да. Точно. И он исто имаше група, Океј Бенд се вика. Така е. И Мора по да некој поздравам син... Жичо и Фичо. Жичо и Фичо, да. Океј Бенд има и Бенд, океј. колаборација со едни девојки Да, правевте па заедно. Е, па таму со- беше кате. Таму беше, они беа овие, како се вика, Кој знае, небитно. И? нешто. 3D. 3D, Океј Бенд, TNT. Многу све бендови кра- имаше порано, Многу, дечки, бе, многу, милиони, многу. да. И нашиот бендови неубави околности, а за нас двајца убави околности Така. и неговиот и нашиот бенд Се се распадна. пораспадна. Да, и вие шо Разбираш, ви и беа останавме, бенд, ние се зедавме останавме, да, без бендови, се споивме ја и А Панчо. имавте договор како ја ќе рапувам, ти ќе пееш, нешто? Не. Бидејќи сега ти обично си у рефрените, кажи ми како? Ти се денеш, а он е така по... Добро, зашо сите така бе манифестирате, бе, кога да урлам, кога да пискам? Не знам. Боже, Супер пееш. Убаво пее. Не, Ја мислам убаво пеам, не се да. дера. Сосема солидно пееш. Може така? Да, Не, сосема солидно, сосема да. солидно. Ќе За видиш малце ја, одлично. после емисија. Чекај, сакаш да те пробаме во пење? Или сите да се пробаме во пење? Ја имам трема, требаше преска да спремиш нешто не олесниш. напили вака. нешто, кажеш. Што да се напијам, ништо не ми дае преска. Да, така Што е. да се напијам? Така е. Ова е моментот. Ова е моментот. Ова е тркалото на среќата каде што Офле. се ставени 4 од најтешките песни што може да се испеат. Значи, Аха, Take on Me, имаме Сија Chandelier, Добро. имаме Whitney Houston I Will Always Love You, Да. и имаме Queen Bohemian Rhapsody. Да си одбереме. да А се некој од паднат. публика да ни биде наместено. Ајде. Некој Тоше да Врба, бе- ја мислам да... да, Тоше, најнискиот, дојди малце. дојди да те видат. Чекај да снимам. Ајде, таман, станете и вие тука сите да Цел станеме. човек ќе го има 8 главата. Дојди да го види. Ево, Тоше Врба. Еј, имам една јака идеја, чисто, сега ако може да ја направиме, пример. Еден на друг да се качиме некој од нас, да видиме дали ќе стигнеме да бидеме малце повисоки. Не ти е од баш него. добра идеја, мислам. Добро. Слушај, Добро. вакви финти у војска кажуваат. Така е. Не се многу смешни, да. Ја би се качам. Иначе само да ти кажам дека ја и он би направил. Да, ја ќе направам, нема проблем. Би ме качал? Че да пробам. Можеш? На ушка? На ушка. Ајде. А, да рипнам? Рипни. Ајде. Ние на ушка пак не сме колку него. Ето, тоа е тоа. Чекај, се ова за кого врти? За Андре. Ајде за Андре. Ајде ја да го скрчам мрзот. Немој толку. Шенделир ќе ја пееш. Не ја знам, а дај намести ја Аква Ха или Queen. Ај, ништо, аха, бе, ај, пушти му ја, аха, ај, нека не. Фала ти, благодарам. Значи, аха, Take on Take on Me, me. сега. Take
Take on me, take on me, take me on, take on me, cause I'll be Ја пати, шо? Тука сме. Готови цело време работите, што ја би сакал да ви честитам, бидејќи ретко кој у Македонија снима спотови. Фала ти, фала. Не знам што е работата, не им се трошат пари, нема ли пари воопшто, ама вие си одржувате, цело време има Да е понешто. жив и здрав Панчо, иначе Он е човекот што ги бутка и работите? ние ќе снимавме Председникот дома сами, да. Така? на база на Председник. председничките. Не. Знае човек. Види, ја сакал стварно да за спонзори баш муабетевме со пријателите наши добри од Пеперминт, кои дефинитивно кога гледаме емисија звучат перфектно и спонзори има се поретко, бидејќи нема емисии, знаеш. Нема освен Нема твојава, каде да нема искочат каде да песни. искочат, нема каде да се сврти, да е жив и здрав YouTube, нели Facebook и сите оние социјални други мрежи. Ти работиш у К15. Баце, работев у К15 4 години. Може би најубавиот период у животот кога трчав на работа со кејф. Бев нацртан од 9 саат секој сабајле. Прво работев као 2 години као организатор, значи организирање на скечови, на снимања, на реклами, глупости. И после некое време, значи требаше да се отвори телевизијата, па после кога почна телевизијата, таму работев као музички уредник. Дај некој скеч што ти беше тежок за организација. Што да ми ја глумев у 10 скечеве. Глумеш. Пачко, да. Глумеш. Се сеќаваме на скечевите кај што Кифата ми глумеше. се. Како беше? Кифата, да. Ај, изимитирај го. Како беше? У скечовите, ја мислам, Скечови. real life можам да го изимитирам. Кажи, како фе, Андре? Да, а у real life скечовите исто. Така, Исто, да. да. Чекај да го видиме. Ао, се ти ке ми кај, брат, ајде идеме да испееме побрзо, ајде да завршиме, сакам да си идам дома. И друга има ова. Ти мене сега ќе ми кажеш, ти мене. Абе да ги мочам сите, можам, нека дојде кој сака. Да, така е, така бе. Он мене ќе ми кажува, ја да се пазам од него. Абе нека дојде бе. Пази се од мене. Добро, горе-доле едно 90% ме ископира, да. Ако. Ама тоа е, пази, за да дојдам ја до ваква афектна состојба у која Добро. што он ме представи сега, треба стварно нешто да ме изнервира у мајче, мислам. Али минимално. Да. Дај да го видим, Андреј, јас сакам да му честитам, пошто е сам свој каскадер. Дај да го видим, Андреј, како и до кој нивоа оди на жртвување за добрите спотови. У име Ова е на- само таа знае како. Да, Најновиот спот. да. И Андреј, виси тука, добри, па, не знам, едно, можда 40 секунди у спотов. У спотов. А, добро, за спот, ама тоа е на монтажа, А иначе... колку висеше? Па ти за да снимиш спотот 3 минути, знаеш колку време треба да снимаш? Еден ден. 13 сати. Така. Така да рачуни, јас сум висел тука едно саат време. Како издржа бебаца? Па Шо? скоро ќе снемав душа више, готово. Крвта е имаше отиде у глава. паузи да те поткренат, да те направат Имаше, да, имаше. водичка, нешто. Имаше 2-3 паузи, водичка, за жал немаше. Ама имаше, слушај, имаше други сочни течности од страна на бете, кога што гледаш овој. Имаш интересна работа, да што беше он. Ова го каже, знаеш, кога го држате, окей, ама после пеење она се трга и он виси, он вака прави. Еј, дојдете, не ми е добро, не ми е добро. Као Стиви Вондер се осеќа бучка. Не знам кај сум, да. Андреја Ѓоргиевски, да го видиме. Тажна песна. Тужна песма, што потужно више у земјава, све е тужно, коронава, ситуацијава со и онака со земјава и без коронава. И има една друга работа што ме подсети која песма да ја одберам. Ја викам намерно песма со М, пошто тие што ми се при срцу ги викам песми, не песни. Нели младиве и луѓето сакаат, им фали кафана, им фали малце опуштање, им фали пивце, ракиичка. И одма прво што ми текна на ум, налеј, викам има таа да извежбам стара македонска песма, да. Иде вака сега, не ја знам цела, еден мал дел ќе отсвирам. Ако. Идеше вака. Налеј, ме анџике налеј, од рујното вино,
И ние сме деца на нашата земја, на нашата земја, на Македонија, на нашата земја, на Македонија. На емоција мислам дека више ги фати. Тие се сосема различни, но функционираат како едно вистинска двеодолива комбинација се, богами. И повторно се тука, па и повтор пат ми се чини во 1-1. А не, едниот бил и повеќе пати, да, заборев. Андреј Панчо, ДНК! ДНК! Андреј Панчо уште еднаш. Мал подарок. Одлично, благодарам. Ова е новиот албум на ДНК. Новиот албум на ДНК. Ево го, значи ова е уште еден ден, беше промовиран пред колку месеци. Па не година денат тачно. Така, значи има година, окей. Панчо, како е? Јако. Фино. Добро. Супер. И, Баш ми е драго што не викна пак. 22 мај, пријател. Па тука негде 12, ама близко си со двојките. Види како ме зезнале, види. Да, не си ти крив. Не сум ја крив, човече. ти крив. Јас знаев дека е на 12, Да, ама гледам. запојше да го кажуваме. 12 мај, 12 сега. Нареден 12 петок. мај, кои ќе бидат гости? Билов ќе биде? Да, мора. Дарко Илиевски? Сега. Магдалена Цветковска? Така е. Врчак? Не. Врчак нема да биде. Ова керка му ти го потпише, значи да знаеш. Видиш како ти се подбира? Ремек Делобе? Се Добро. пролепшам малце, пошто за нигде сум насликал. Ако, добро, еве да видиме Андреј. Благодарам. Ако може сумни. Да, гледате си нацрта пркшиња. No, добро. Убав си. Како и да. Зошто Врчак нема да биде? А не знам, он со Андреј е поблизо, кој он треба да одговори тоа. Со Андреј е поблизо од секојаш. Да, многу сме блиски. Ептен. Така да. Ептен се сагаме, многу сме блиски. Не беше сега да не бидеме. слободен за концертот? Па најверојатно нема да може да присуствува на концертот, затоа што не знам, долги години е затворен, никој не го видел, си работи, си твори, веројатно чека погоден момент кога Добро, треба значи по да негов се избор е појави. вон сцената. Вон сцена, да. Беше поканет сериозно, а гледај, Да. не е исклучок, може и да дојде. Може да дојде, оставаме, зато има и специјални изненадувања. Сега за сега има две, освен тие што ги најавивме, нели, добро. Тамара, нели, Тодеска, браќата Тавитијан. И тие две изненадувања кои се сигурни веќе и ете ради да го оставиме за... Добро, ама вие ќе дојдете бар. Па, ќе пробаме. Што правиш во меѓувреме? Имаш ново работно место, имаш во меѓувреме и татко си, па тие тргна меѓувреме сум Нов татко, брак, да. нов... нели и тие обврски се тргнати, како оди да речеме со керкичката? Живот пише романе. Колку има сега на полнот? Години и пол. Години и пол. Која фаза е сега? Што се случува? Што е најновото? У фаза на точно знаење што праење и изигравање мангуп, да. Таа фаза. Браво. Тато лесно научи? Тато лесно научи? Кај е тато, еве го тато? Што е татото? Тоа не е ништо. Ти пиво пиеме, се начука пред некоја вечер. Не зеза. Да. Сум ја оставил чашката и ми кажува сопругата, вика, ова е сериозно, значи цела вечер имала муки, шдригала, прдела, као Панчо што прави. Да не е мое. Да, може Да и не е ова, мое. да. Па не знам. Денка, Тифтаре, денка. да. Добро, сте имале вие авантури многу. Имаме една чуена авантура од Швајцарија. Не мора толку многу да вака отвараш нели овој. една има конкретно да ве прашам, не знам таа вистината ли е во Базел кога сте оделе. Добро. И сте налетале на она, како го вика, Red Light District ли се вика? Не бе пати не, частни сестри баравме. Добро. Види ово што се. Види го. Вау. Ова е Базел. Ова знаеш, ова е у Неготино, не е у Базел. Ова ќе напута Лео. Лепанко. Да.
Ги има на слика сите Е, што... и одете пее. у Базел, И на видеа, одете не у знам Базел ја. Панчо и И ништо баравме за успот некоја... Частно, добро. Имаше една цркиња страшно добра. Многу добра, Многу многу. добра, стварно. И ја отидов- Авион мора да е. Да, отидов да преговарам ја. А ти отиде. Ја отидов Организаторот. као по-представителен висок, нели со плава коса и очи. И? Не, многу беше јако, овој остаи застана кај цркињата и ја со кафето у рука шетаме по тоа улиците. И да, може малку се намали, тоа е многу битно, ќе го кажам. И идеме по тоа улиците, имаше некој фестивал и на секој 5-10 метри по 10-12 луѓе со тие свирчињата некој као некоја, не знам, Знаеш харфите и тие хармониките. фрули мули, не знам што свира и идам ја оваа почна ме брка, овој застана позади, една ме брка ми се нуди, знаеш. Мислам, Добро. тоа им е работа. Така е. Тоа е таму многу нормално. Немаше ситно иначе. Да, да. И ништо ова трча, ја бегам, нели сега женет бегам ја и Ти со бегање? Пред камера? да, и овој и вика од позади трча по неј, вика што му се нудиш на овој, вика демек не може да те задоволи, многу му е мало. Ако вика ќе му дам 50% попуст. Решена за Андреј. Одма, да. Марче Слаткар, у последнава песна имаше, како беше, може да успееш и ако немаш талент, Сега ќе ти кажам точно. Види го че- Панчо. Да, не, за у Македонија да успееш не ти треба талент, видете го Панчо. така, тоа го имало песна стајано. А ја, гледај, јас сум страшен негов фан ја и до ден денес. Така? Ако ја и напишав еден убав пост за него. Ти пиша. Пошто знаеш како, ја прво не знам што е дефиниција за талент. Аха. Дали ти имаш некоја дефиниција за талент? Што е талент, например? Да, субјективно. Така? Добро. Да, и мислам уопште не ме допре, предпоставам дека јас за него не сум талент. Тебе не те допре, а мене како ме допре. Добре, нема вез. Ја подберам. И овакво, а бидејќи, знаеш, за некој си ти смешен и имаш добра емисија, за некој не. Така да, а он па за мене е страшно добар артист, артистичен и мене многу ми талент. се допаѓа. Па да. Он е страшно талентиран и верувам дека ќе се врати на тие патеки порано што ги правеше, тие numери кои ја ден денес како диџеј ги пуштам. Да, Најпуштана која ти од него? За тебе која ти е најомилена? Спушти се доле. Спушти се Доле, тоа ми е класика. Аха. Класика ми е и страшно добра ствар нивна и на Тони Зен. И ден денес ја Ама пуштам. тебе, Андречо, не ти дое баш. Не слушам ја многу таква музика. Па ти ни со социјални мрежи баш не се замараш кој Не што сум многу активен, да. Имаш нова работна позиција, вистина е? Па да, ете. Поврзана 3-4 така со маркетинг, со односи со јавност. Односи со... А, Односи, чии да. тоа односи со јавност ги тераш? Не ги лепи со оние односи што зборевме за Швајцарија. Не. Тие се други односи. Ова е со пошироката јавност. Да. Која компанија е? Која? Па не знам да не треба да кажам Не, да бе, ти слободно направам. тама работа. Па имавме... те исечат. Да. Да, после ќе монтираш че нема, да. Слободно кажи, си Панчо, викаш. Да, слободно кажи. Не. Абе, пеевме пред Нова година у Жан Филип Митрев, Втори? у Жан Митрев клиник, сега поново, мислам не. Клиник. Добро, да. на забава. Болницата, да, имаат они отворено некој оддел таму за персонализирана медицина, кај што врз база на ДНК откриваат на што си, не де Боже, ќе можеш да се разболиш наредни неколку години, да го спречиш тоа. Тоа е многу корисно па. Видовите, знаеш. Да. Да, грачињата ќе ги И фала. се запознавме таму со докторов, направивме муабет и после Нова година требаше да донесам седиња, седнавме, направивме муабет и ете ме прими на работа и сега сум така. Секој дневно одам на работа. Чекај, носиш мантилчиња како прав доктор? Да. Тоа е протоколарно, така? Ништо имам папуча прва класа. Браво. 12 мај Метрополис Арена. И благодариме на ДНК и одете си на концерт. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене
Кога сме заедно е најубаво во цел свет. Кога те нема како пустина е цел свет. Кога те нема, а знаеш дека ти ми требаш. Зошто не си тука ти до мене, зошто стално бегаш? Во твоите очи гледам дел од тебе. Се гледам себе, а и дел од тебе. Зошто ме бараш кога сакаш да се стално сама? Ме убиваш полеќа, од се ти правиш драма. Како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене. До мене, што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Кажи ми каде си, кога ми требаш, Јас те сакам, а од мене ти бегаш. Да ти бегаш. Би направила се за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Кажи ми каде си, кога ми требаш, Јас те сакам, а од мене ти бегаш. Да ти бегаш. Би направила се за тебе, за тебе, за тебе, за Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. 3 декември во арената Борис Трајковски слава 20 години. Тука се да ни кажат се околу тоа и да си направиме муабети, но не ви кажувам кој. Ќе пуштиме најава на сезона 8 од 1 на 1. Токму така, добро слушнавте, ова е 14-та сезона, ама ќе ја пуштиме најавата за 8-та сезона и ќе видите за кој се работи. Пази кај гледаш бе, Абдо. Ја кај гледам, ти си слепец бе, гледај кај идеш. Јас слепет. Што е бе, да не сакаш проблем? Што? Ти да не сакаш 1 на 1 бе. 1 на 1? Па ја обожавам 1 на 1. Што збориш бе? Да. И ја исто. Посебно онаа плава на Маријана, мислам секаш. Што му плеше на оној на маса. Дај да видам, имаш нешто такво? Токму тука се Адри, Панчо, Денка! Договорено. Ја некојаш убаво да го облечам некојаш. Дали се договоривте, брат, идеме у црно, кожно, а ја ќе носам бисери расути. Расути бисери. Не, јас се плашев од ова што се деси, гледај но джиња, пак не ми стига. Дај уште некој пернич. Сакаш? Па дај што гледај. Па што да не ставиш? Ке ме болат после колена. Па што да не? Еј, Затоа си 14, најбољ. ова е пред 6, ова е пред 6 години, човек. Пред 6 години, ама ние си се глупираме одамна. Еј, а сега славите 20 години. 20 години. Летнаа ли годините, Андреј или не? Еве по нас се гледаш пушти пред 6 години, не гледам некоја голема разлика вака во суратија. Ама ја да ти кажам право, би рекол дека и многу добро се држите вака успоредно. Пример, кога не знам одите по И ти матури, не си лош, и ти. Гледај сега како беше со коса. виден, и ти си страшен. Да. Кога идете по матури, ај искрено, сериозно. И сега идеш на матура, колку и даја години од матура, си се собирате. Не ти делува дека си некако помлад? Од другија? Да. Искрено. Ја учев во физкултурно, имавме 90 луѓе 3 класа. Не се ни гледам, ја не сум бил на матура, последниот пат
на 25 години, не, 20 години уствари, 50 знам, ти знаеш. се надостарев. 20 години матура уствари, да, 20 години матура имавме настап у Швајцарија и не можев да дојдам. Али се гледавме на оваква мислам дека на FaceTime. Не можев. Али се видов сега у Велес имавме настап на Питијада и дојде еден другар со децата негови, вика да те запознам, вика, многу големи фанови се, Димче од Велес. И го видов и кога ќе ги видам другари од средна школа и од основно уште комуницираме. Ептер ми е убаво и драго. Повеќе со од основно? Од основно, да, поише комуницираме, имаме група една на Вибер и комуницираме и ептер ми е драго. Браво. Сега, ајде да зборнеме за муабетов. 3 декември, 20 години ДНК, Борис Трајковски. Едно нешто што е интересно да се спомне е дека, поправиме ако грешам, половина од картите одат хуманитарно или како? Не, вака идат. Има една фондација, се вика Марко Божиновски, и нас ни излези новиот албум. Прво албумот ќе се продава таму и само таму. Исклучиво само таму и средствата ќе бидат донирани во фондацијата и дел од продадените карти исто ќе идат во фондацијата каде што нивните родители кои го менаџираат и водат тоа убаво ќе ги насочат парите на идни успешни спортисти, нели они ќе се грижат се, тоа не е како стипендија, ама голем дел они знаат и каде треба на кого да се даде. Ја пошто сум болен по спорт и ќе ми биде многу драго да завршат на вистинско место, убеден сум дека ќе завршат. Си беше така договор од почеток да оди ова или дојде спонтано преку организација? Па мене мачор ме има израснато, ја имам голема почит и респект кон сите мои повозрасни малци, а и кон моите врсници, бидејќи сум таму израснат на улица и можда и таа генерација и едноставно можда е таа некоја онака зрно песок што можам да помогнам со оглед на тоа што им се случи и едноставно сакам да придонесам и јас и Андреј и Лазе заедно со нас. И така одлучивме да донираме колку можеме и ќе ми биде многу драго. Значи сите што ќе дојдат, сите што ќе купат албум, ќе си знаат дека прават и добро дело, не само што помагаат и македонска музика, не само што помагаат и тука, ќе слушаат нешто квалитетно, и прават добро дело. Македонска музика многу не добива поддршка и тоа си е тема која што е многу зборена. Секој што прави ваков некаков концерт кога ќе дојде во емисија, обавезно е тема каква поддршка доби од култура. Овде случајот каков? Паметно. Убаво, го погоди. Кажа све. Во мол завршува. Така? Тнка работа. За жал е така. Чекај, 20 години. И сега, 20 години правиме, повелете, што ќе се случува и кој е одговорот? Ние ќе ги почастиме по една вип карта да дојдат. Министерката и Тоа сме поголеми од Министерство за култура. Не, гледај, најверојатно си имаат некои нивни ставови што не се разјаснети како што треба и се ставени луѓе најверојатно изфрустрирани на позиции и не може македонски, не зборам гледај, не збориме ние дали сме добри или не, дали нашата музика им се свија, им се допаѓа на некој, на нив, на тој таму жири или комисија или што и да е, дали ти не слушаш. Битно е бројката и тоа што сме направиле, а од бројките не може да се бега, нели? Гледаат они, не се слепи. За жал, и не ни дадоа уопште ништо, ние не баравме пари, баравме само да влеземе у таа квота, да бидеме ослободени од данок на билетите, како македонски бенд, кој прави 20 години, они дојдоа со некој друго образложение, ама кога ги видовме резултатите кој све добил, тоа беше малце повеќе болно. Немам ништо против нашите колеги, тие што добиле супер, ама ако и они добиле, онда не гледам причина зашто ние да не добиеме. Некој добил, една артистка колешка наша имаше, знам, памтам, добиено, највише тоа ме иритираше и налути што воопште нема ли направено песна со години. Немам против што она земала, него едноставно нема, логиката е нула. Ајде, кога сме кај колеги, ние прашаме дел од вашите колеги. Елена и Миле ги побаравме да кажат збор два за 20 годишнината од ДНК. Елена, наша Ленка Ристевска? Ленка и наш Миле. Аха, па значи пола емисија ви отиде.
Да ги пуштиме. Кога ќе помислам на интересни случаи поврзани со ДНК, ми текнуваат многу малку сега, а ги има премногу, кои што сме ги поминале заедно, бидејќи сме биле на пар турнеи заедно. Сме биле во Америка, сме биле во Швајцарија и не може да ми текнат премногу. Ми текнува една каде што игравме некоја салса, не ми текнува што тип на танц беше, на улица со еден уличен бенд и го објавивме видеото, сите баш онака се смеја. Тоа беше една интересна случка. Друга интересна случка е кога се појавивме ја и Панчо на аеродром за Америка, кога одевме со исти патики, како да сме се договориле, плюс и иста висина, нели? Беше пресмешно. Посакувам уште многу јубилеи и уште многу хитови какви што редат секоја година буквално. Многу ве сакам. Чао, дечки. Поздрав до двајцата, да ви посакам срекна 20 годишнина и многу песни и концерти. И јас да се подсетам на неколку убави моменти со нив. Прво си поминавме со снимањето на Утре ме нема на спотот, кој што траеше тоа снимање навистина долго. И баш беше една енергија која што онаква убава, природна, спонтана и затоа и реакцијата најверојатно и на луѓето ја прифатија одма приказката каква што ја представивме, едноставна. Миле многу добро подсети. Тоа е стварно така, многу интересен спот. Собрани многу, дај да ги спомнеме, да не ги забравиме. Значи Тони Михайловски е тука и син му е Миле, Наум Петрески, Васе К15, кои се други? Сега да не... Цаки Кишми. Милионер. Така. И, значи, сена се колку сте негде? Спасен од синтезис. Гоце од синтезис. И джамбовци. Джамбовци, значи едно 20-тина да речем. Па, едно 15. И брат му да го забравяме, брат. Мене Да, ми е многу што драго се прв пат да се поприлично заедно негде. Слични. Да, брат ми и син му на Тони се кумчиња. А, И браво. глумат заедно во Народен театар и практично Така е. тој, да кажем, глумачкиот дел, он го собра. Многу убаво искуство. Тоа не беше Види, снимање многу на убаво спот, изгледа. беше Ивкова слава. Ама тоа како се договара такво нешто? Што ми викате? Ела ќе се зезаме, па снимаме испод. Да. Не, баш така дојдете на Гезме беше. Ама се погоди многу топол ден. Јуни беше, така не, мај, крај на мај негде, 30 степени. Прасе донесо едно 35 кг, ја прасу живот немам пробано свинско. Дебе? Никад. Тоа било па боле не постоело. Тоа е добро. А врв, крцка, Го тој чекам Куманово, да. Наум ми вика, ја едно земи такво коричката, уште не наум вика, полека, брату, полека ако не си јадел. Вика, ја. Ова ракиички беа што се вртеа или... Све тоа, ништо нема фејкерски таму. Така? Нема сокчиња како ки тебе. Тука, Дури ја вино пиев. А ја не пием Ти не алкохол, пиеш, да. нула. Чека, значи поприлично си испи бајаги. Па, Така делува. поприлично. И имате некоја бројка колку си испи, вајда на крај некој Може дошол да уште еден спот ќе снимам с тие Не пари. кошташе софрата поскапо од спотот. што многу кажува за софрата. Така е. И само може да спомнам дека само еден дел од пиењето, на крај добивме чисто сметка ни носи Шинтер. Ни носи Шинтер смет, 86 литри пиво. Бо. Се тушира 86 литри пиво. Уште малку сточче. А ти рачуне кај е ракија, кај е вино. Ето ти пиво не си пил, например. Не. Не, ама Али добро, многу убаво беше, резултатот многу вреди. убаво. Супер. И дури имаше некој, и тоа беше као затворено, ама пошто местото е какво што е Ептен, онакво боемско. Да. И имаше уште некои парови, 3-4. Аха. И си седеа, си пија, изгледа се овакво направија тетрапак и они се качија почна да играат чочеци, кај Джамбо, пошто Джамбо почна и друго да свира, знаеш. Па сега, вика, Да, али кога многу тука се добро инструментите. било. Тоа е интересно што поголем дел од сцените од спотот се други песни, не е само нашата песна. Ама има и кај што Во соловеа пеат. момент, да, има Така што е. пеат. Тоа може првите 2, Многу. 3, 4, после отиде све Све, да. Многу. Ама мислам дека, од што сум ве гледал по настапи, песна ви е една од поомилените за изведување. За да Или пееме? греш? Да. Види, Знаеш, кој посебен кейв да имате. не знам зашо мене ми е у последно време многу драго да ја
Ние сме од ова поднебје. Ние таков профил не може да не допре тоа. Со цело срце ја пееме. Колку пати сме биле на места кај што нели блиски, не знам, се зимале, се веделе, се мекици едно друго, реагираш на тоа. Не мој. А ти го имаш напишано? Многу е убав. Што ти има инспирирано? Убав текст. Животот. Одавна, оваа ствар ми е многу одавна. Сериозно? Идејата, да, темата, само чекавме момент да тоа не кевме да го направиме шунт и кич, него и џамбо кога го викнавме, само неговиот дел е тоа што се џамбовци, они свират иначе маријачи. Ја слушате трубата како звучи. И е фактички гитарите се Gypsy King. Нема ништо тука што е она шунт што е балканско и такви работи. И самата мелодиска линија е тотално различна. И затоа ми е можда чекавме да дое прав момент да ја направиме и не добивме ни една негативна критика. Лазе многу се плашеше да не почне да рече видео е Селиндри, Турбофолк, трет човек од бендот basically. И ама добивме можда у последни години не сме добиле попозитивни критики од повозрасни луѓе, зборам 35 нагоре. Така, бидејќи помладите ви се пак по јадро од публиката. Па знаеш како, и можам да кажам и да и не, како поминуваат години и сите настапи е многу чудно. Значи верувам дека просекот е кренат, имаме и многу млади што нас ни е многу драго кога пеат. Порано викавме, знаеш, деца соло, имаме деца публика, ама ти сваѓаш дека ако децата ти ги пеат, онда си актуелен. Кога децата нема да ти ги пеат песните, онда полека треба да затвараш куферот. Ајко е, спомнавме веќе спотот, го спомнавме песната, ја спомнавме, дај да ја чуеме, ние тука сме со цел бенд од ДНК, не е во фул состав и поголем. Да, уште двајца ни фали, папас ни фали и сад. Ајде да ја чуеме, значи, ако утре ме нема во живо тука во студиото. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, Ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Кажи да не ве гледам, ново утро и добро е, добро е. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, труби викнете, за мене свирете. ако утре ме нема, немој да ме жалите, дигни глава надоре, испи чаша за мене, ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите, викни ги другарите, стари песни жирете и нека свират трубите. Ако утре ме нема, Ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Среќни лица да гледам, после дождот сонце, сонце. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, труби
Утре ме